на 20 век ја покажувал економско-имотната состојба на граѓанинот. Значи, низ тоа можело да се види кои семејства биле во можност да имаат клавир во својот дом. И многу впечатливо во самото истражување беше тоа што еден битолски трговец уште во 1911 година за раѓањето на својата ќерка од Штутгарт нарачал дома да се донеси клавир. Исто така во Битола друго семејство за роден ден на својата ќерка од богата битолска фамилија откупиле клавир и тој се уште се чува. Тие се сепак некои показатели кои покажуваат дека во градот од секогаш се водело сметка не само за економската положба, меѓутоа и за културниот или интелектуалниот напредок, еве посебно во овој случај на женските деца да можат да се школуваат и да имат некоја наобразба околу музичката култура. Интересно е дека од средината на 19 век во Битола француските сестри, католички сестри, кои отвориле школи за образование посебно на женските, но и на мажките деца, донесле клавир. Тој клавир денес се чува во семејството Светиеви. Тоа е познато семејство, Светиеви на моментално професорот Тодор Светиев на Музичката академија. Тие клавирот го купиле во 40-тите години на минатиот век, кога француските сестри заминувале од Битола. И други клавири од тој период, средината на 20 век, представува и период кога доаѓа до национализација, када голем број на семејства кои имале клавири или им биле одземени или ги отстапиле на некои семејства поради тоа што немале каде да ги чуваат. И тука се губи врската на некои познати имотни семејства и интелектуални кои заминуваат од Битола и повеќе, нема потомци за да можат да раскажат приказната на семејствата, и токму тоа беше повод да направам повеќе истражувања за самите битолски семејства кои се уште постојат во Битола, биле значени во целиот тој процес на развојот на градот. При тоа истражување достигнавте до евидентираната бројка на отприлика 50 до 70 сочувани клавири, но се чини дека и впечатокот е се уште ист, дека битолчани и денеска во 21 век се доста образован народ во полето на музиката и денес ја негуваат класичната музика, а еве можеме да упатиме и отворена покана до сите оние семејства кои што имаат семеен клавир со длабока историја и не мора да се од градот Битола, туку од секој град од Македонија може да го донира токму во овој музеј. Да, тоа би било одлично, доколку луѓето пројават интерес, својата семејна историја, еве конкретно поврзана со клавирите, да може да остават во музеот, бидејќи за секогаш нивната историја ќе остане забележена, но и ќе биде значено за нас како институција да ги имаме тие експонати. Денеска раскажавме дел од преданието за тоа зошто градот Битола се вика уште и град на клавирите. До следната емисија со следна приказна.